Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе останете до крај со нас да проследите сето она што го имаме подготвено како тема и информации кои што треба да ги доставиме до вас. Одлучивме денеска да проговориме малку за најмалите, за децата, бидејќи секогаш кога говориме за нив, не е на одмет да се достават повеќе информации за оние млади родители, млади мајки и татковци кои што треба да подигнат едно дете од што се вели од првин од родилиштето па се понатаму во неговиот раст и развој и како впрочем да има правилен раст и развој. Со мене во студиото е веќе доктор Ангел Чандоновски кој што е специјалист педијатар и многу ми е драго што денеска е овде заради тоа што имаме еден многу убав повод. Ова е прва промоција на книгата после сајмот на книгата, значи развојна патека кај децата. Ке кажеме која беше идејата доктор Ангелче да ја создаде оваа книга, значи што се може младите родители да прочитаат, да дознаат како информации од неа, зошто е корисна да има секој млад родител и нели се што може да се каже во однос на тоа кога едно бебе ќе се роди, што и како треба понатаму да се постапува за да не се испушти нешто во развојот и кога треба навреме да се реагира ако нешто се забележи дека не е во ред. Тоа е вака како за најава. Сега ќе побарам од режија да ги пуштат покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме во студиото да го поздравам мојот денешен соговорник и да го започнеме разговорот. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, без прекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рбетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит.
Да, почитувани гледачи, еве сме повторно во студиото после онаа најава, оние кои што подоцна се вклучија, значи ќе говориме за правилен раст и развој кај децата, а со тоа и ќе ја промовираме за прв пат после сајмот на книгата Развојна патека кај децата од доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар и веќе су мене во студиото и нормално ќе ни каже многу за ова негово издание. Добри дојде, доктор Андоновски, и ви благодарам што одвоивте време да сте повторно дел од ваш термин. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Так. Една тема која што е неисцрпна. Неисцрпна, да, и секогаш е добро дојдено да се говори за децата. Да. Постојано актуелна и која што е потребна за да младите родители и идните родители за да знаат како да се правилно така да речем на еден начин постават и правилно да ги развиваат своите деца во понатамошниот период. Так. Кажав дека ќе кажеме нешто повеќе за книгата. Би сакала на почеток да ве прашам од каде идејата и со која цел ја создадовте? Вообичаено вела дека после првото дете, второто е многу полесно. Так. После мојата прва книга која што напишав со моите коаутори. Така, ја промовиравме овде. Да, овдека беше за прв пат и промоцијата на таа книга. Се радувам што и втората книга се најде момент за да се баш токму во ова студио и токму пред овој аудиториум да се представи, е многу полесно да се изработи едно друго дело, но со многу подруга проблематика и многу подруга тематика. И многу од кој аспект? Покорисна за развојот на детето, така. Од кој аспект? Токму целиот оној период кој што помина и заложбата која што се постави во изминатиот период, кој што пост-ковид периодот предстојуваше на некој начин и знаевме дека ќе биде, нели, после толку многу разговори од наша страна, од професионалци, објаснување дека ќе имаме многу тежок период. Поготово на таа тематика која што станува збор за менталното здравје кај децата. Така, да. Нормално како дел на тимот во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци во Симпо, токму и од таму и потекна на некој начин и самата идеја поради мноштвото на огромен број проблеми со менталното здравје кај децата. И токму поради таа причина, тоа беше како еден вид на една сила и енергија која што даде нов потик и ново светло и во моето действување како педијатар, да токму се поработи на менталното здравје и на правилниот раст и развој кај децата. Знаеме и ние сме сите сведоци во општество дека не само пост-ковид времето, и предходно, но кога се потенцираше, тоа се потенцираше токму после оваа пандемија која што уште не е завршена, можам да кажам така да се изразам на некој начин, целиот тој период на затвореност, на изолираност, на асоциализација и така натаму, допринесе дека децата се развијат и да се потенцираат сите оние, да кажем на некој начин, проблеми со менталното здравје. Така. Токму поради таа проблематика која што ја работев во изминатите 2 години, ова дело дојде како нешто кое што на вистина ќе биде звезда водилка и понатаму во понатамошниот период на сите млади родители, на оние кои што предстои да бидат родители, како нивното дете правилно да се развива и кога во даден правилен момент да најдат и зашто токму да делуваат и да се јават кај професионалец. Значи сето тоа е овде содржано во оваа книга. Впрочем, од 0 до 7 години. Значи сето тоа е фино образложено, кога, што, како да се постапи, кога да се реагира, што е тоа што е невообичаено за едно дете во развојот, па да можат да се обратат или до вас педијатрите или пак вие да ги препратите, како што кажавте, ако станува збор за нешто друго до некој друг специјалист. Што е тоа што најмногу треба да обрнат внимание родителите кога одгледуваат едно дете? Кои се тие клучни, ајде да кажам, премини во годините, во развојот, кога треба нешто поспецифично да се случи, да забележат па да реагираат? Што е тоа што најмногу треба на што најмногу треба да обрнат внимание? Ајде вака, ќе кажам еден навистина не дека е нетипичен муабет во врска со нашето делување како педијатри, но во врска и со сето у животот што треба да го правиме, на нас ни треба некој водич. Так. Ни треба некаква инструкција, некаков подпомагач во сето она што ние сакаме да го сработиме, да го откриеме или токму да ставиме било каков девајс во употреба, на нас ни е потребен тој, да кажеме, прирачник, нели, за она што треба да го направиме. Токму и ова дело, кога беше буквално создавано од моја страна, јас мислев
нормално на сето она ја што во животот сум го поминал од како вашето млад искуство, родител, така, родител. како искуство и токму она како, каде и правилно во кој временски период треба да се делува и што треба првично да приметиме, односно да го поднаучиме на некој искажан момент да она сето што се случува кај нашето дете, па да токму тогаш знаеме да во правилен термин и во правилно време побараме и вистинска помош. Да, прирачникот е од 0 до месеци до 7 години, каде што е офатен целосниот баш буквален раст и развој на еден млад организам. Постепено. Значи, апсолутно ќе почнам да зборам по периоди, намерно за да на гледачите и на сите оние кои што нормално ќе се заинтересирани, а треба да се заинтересира да секој родител го има овој прирачник во својот дом, е токму дека од 0 до одредена возраст, еве сега ќе кажам, до 6 месеци се случува еден навистински да кажеме момент на раст и развој кај самиот организам. Од 6 месеци до година дена е втора етапа, од 12 до 1 година е друга етапа, од 1 година до 3 години и така натаму до 7 години има неколку подвоени етапи како организмот се развива и што се треба ние да видиме кај своето дете. Јас ќе кажам дека како од искуство го говорам, после 7 годишно работење во педиатриската област, можам да кажам дека навистина сум се сретнал со секакви проблематики што се случува од 0 до 7 години. Так. Во овој прирачник, буквално офатено менталното здравје и правилниот раст и развој како на организмот, така и на мозочето. Так. Што означува тоа? Тоа означува да ние буквално знаеме од првото растење на зајбите кај детето што се случува, па се до неговото правилно говорење, до правилното изразување, до вистинскиот фонд на реченици и зборови кои што треба да ги поседува во одредена возраст и сето она што значи и правилно дека значи дека тоа дете на вистина ментално е здраво. Направив на некој начин опфатност и сеопфатност баш буквално во делот на менталното здравје кај децата, зашто тоа е најпотребно и најбитно да се следи. Така. Зашто? Токму дека кога станува збор за физичкото здравје, дали се тоа пулмонални инфекции, дали се тоа, да кажеме, некакви други вирусолошки, бактериолошки заболувања, дали се тоа одредени хирушки заболувања кај децата, дали се одредени заболувања кои што го засегаат имуниот систем и така натаму, сето тоа е еден вид на физикус кој што ние можеме на некој начин и да со време реагираме. Тоа може и да се изреагира и да се излекува, меѓутоа менталното здравје е нешто навистина многу сензитивно. Здравје е нешто најсензитивно и мислам дека целиот свет, веќе очите на целиот свет се осврнати токму кон менталното здравје на децата. Тоа е нивниот правилен раст и развој токму во менталната сфера, каде што веќе знаеме дека ние се среќаваме, а и ќе поговориме во декот на емисијата со какви се проблематики и јас како педијатар во менталното здравје за деца и младинци во здравствениот дом се среќавам и со какви проблеми работиме заедно со моите колеги и мојот тим. Докторе, споминавме дека нели се промовираше книгата на сајмот на книга. Како помина промоцијата, не ве прашав, еве сега ми дојде така да и колку луѓето беа се интересирани, бидејќи ова сепак е некоја специфична книга која што обично треба да ги заинтригира младите родители. Ви приоѓаам ли млади родители да бараат од книгата и да ве прашуваат што всушност има како содржина? На сајмот, баш буквално јас не бев присутен, можам да кажам. Промоцијата ја направив на еден многу интересен начин, беше сето тоа онлайн, промовирана книгата. Пристапот го оставив на родителите да можат да контактираат со мене онлайн. Јас сакам малку помодерна медицина од типот на телемедицина, ќе проговориме и за сето тоа, за да нашата популација, како и светската популација, веќе се навикнеме на еден нов вид на третман, на брзо итно делување која е потребна помош на секое дете. Така и несомнено, така го изведов сето тоа, за да пристапот на родителите и заинтересираноста е многу голем. Ви поставували некои прашања од типот зашто ќе ни користи книгава и така? Апсолутно да, ми се поставуваат такви. Најчестите прашања што може се да се најде во книгата? Дали моето дете ќе проговори, на колку време треба да проговори? Дали со самите проблеми кои што ги пројавува ако не зема овакви такви играчки, дали ако не смета, не рачуна и такви работи, дали ќе има проблеми подоцна во својот живот. Сето тоа е една етапа која што навистина
во поново време ние навистина мора да им ја објасниме на родителите, да имаме преубав пристап кон родителите, пошто навистина се работи за децата. Вие го знаете, вие знаете и мојата максима и сето она се за децата, дека навистина и дур трае мојот работен век, дека ќе се залагам навистина за децата, за да го добијат вистинскиот, да кажеме, и прифатен момент од страна и на општеството и да им се помогне соодветно. Така да и ќе делувам, нели, според таа максима, и токму и на некој начин и сето тоа што е за децата, залагањето беше токму и кога го пренесува сето свое знаење во овој прирочник. Нормално ќе ви кажам дека родителите се буквално заинтересирани веќе кога станува еден вид на нова епидемија, а тоа е баш буквално епидемијата со менталното здравје, каде што големата проблематика, освен аутизмот, само ќе го наведам како еден, да го наметнам како тема на подоцежните наши разговори. Тука се проблемот со говорот, проблемот со билингвализмот, значи појава на 2-3 јазика да се говорат во исто време, што не е добро на некој начин. Е интересно, но не е добро. Тука се АДХД-то, односно брзаноста кај децата, АДД-то, значи успореноста кај децата и мноштвото на проблеми со кои што ние се стекнуваме и тоест работиме токму во овој период. Јас само како една интересна, да кажеме, случка, ќе издвојам мој разговор со еден родител, кој што детето е веќе на година и половина и ме прашуваше баш буквално околу неговиот говор на своето дете, каде што јас буквално го испопрашав една анамнеза, една мини анамнеза му направи зашто тоа се појавило. Ја ќе ви кажам дека екранизацијата е многу голем проблем што се јавува во денешно време. За да со своите обврски се справиме полесно на своите деца, им ги даваме своите телефони или телевизијата и компјутерите и на тој начин правиме атачизам кон еден вид на екранизација во кој што е за нас лесно решение, но е голем проблем за детето. Воведувајќи го во една таква нова средина, во еден нов свет, значи дигитализацијата, екранизацијата, еве да го наречам, нуди воведување на децата во еден делта бран, каде што тие на некој начин мозокот го заспиват и буквално се сконцентрирани кон тој екран кој што го гледат во моментот. Тука мозокот рачунете дека не функционира, абсорбира одредени информации, но не се развива правилно во тие смери и правци како што ние очекуваме. Затоа, токму и овој период како епидемија се има јавено, значи сите овие проблематики кои што ги наведов, од аспектот на неговор, од аспектот на билингвализмот, од аспектот на АДХД-то, односно убрзаноста, хиперактивноста и од аспектот на АДД-то, односно успореност. Аутизмот веќе е една нова сфера. Да, веќе и многу е зачестена појавата. Да, е зачестена и можам да кажам дека ние не отстапуваме од светската инциденца. Можам да кажам дека до некој показатели кои што сега баш ќе бидат и промовирани на новиот конгрес на невролозите, каде што учествува и Заводот за ментално здравје за деца и младици. Тоа ќе биде скоро. Да, тоа ќе биде скоро и од 8 до 11, каде буквално презентираме една нова тема кај децата со аутизам со кој што ние работиме, какви се промените во ЕГ-то, односно она што ви го објаснувам во врска со брановите, односно дигитализацијата, екранизацијата, што доведува до детскиот организам, односно до детскиот мозок и што какви проблеми предизвикува. Можам да ви кажам дека несомнено, како што реков, дека не отстапуваме од светската инциденца, проблематиката е се позачестена и можам да кажам дека се воведувам во еден нов период на една таква епидемија од типот на менталната проблематика и во нашата држава. Иако сме мали, но баш токму поради таа причина што сме многу мали, сето тоа доаѓа до голем израз. Токму тука и развојната патека кај децата, односно самиот прирачник, може правилно да им укаже и да им покаже на родителите што означува оваа развојна патека и што треба да следат кај своите деца. На еден начин, како што наведов и во претходниот првата промоција или во претходниот разговор наш кога беше за промоцијата на првата книга, дека ова е еден вид на прва помош токму кога станува збор за менталното здравје. Да не отвараат Google и да бараат информации, доволно е да се имаат оваа книга. И од Yahoo, него токму тука и се наоѓа вистинската примена на овој прирачник кој што навистина треба да го има секој родител кој што треба да биде родител. Ајде тука ќе побарам од режија да ги испишат телефоните на екранот, па доколку оние кои што не следат имаат некое прашање, може слободно да се приклучат во нашиот
разговор. Така сега додека говорите ми падна на ум да ве прашам, бидејќи кажавте 7 години работите нели како педијатар. Колку од почетокот на вашата работа како педијатар до сега овие проблеми, како да кажам, што било тогаш поспецифично, а сега кажавте веќе што е специфично. Тогаш имаше ли појава на толкова голема на аутизам, на АДХД, на психички проблеми кај децата? Ми се чини дека сето тоа, како што кажавте, дојде со дигитализацијата и впрочем она што се случи во нашето соседство, тоа е само резултат на сето ова што се случува. Колку поради тоа уште толку треба родителите да ова да го говориме и да е некако да убаво да го примат, како да кажам, убаво на некој начин за да стварно разберат колку е тоа штетно за правилен раст и развој кај децата, тие мобилни телефони, тие лаптопи со кои што постојано се обкружени телевизијата со секакви содржини, значи навистина треба на детето барем до 3 годишна возраст некако да се исфрли таа технологија колку што може минимално да им биде во секојдневието. Како можете да направите една компарација од почетокот до сега во однос на проблемите? Прво ќе почнам од сегашно време, па после ќе се навратам на минатото, бидејќи за мене иднината она навистина кој што е показател што ќе се случува со нас. Во секој извештај што ќе го напишам на еден родител за да го прави правилно кон своето дете, тоест да следи до следниот момент на контрола кој што треба да следува, нели, дали е тоа 6-месечен, 3-месечен период, годишен и така натаму. Ја пишувам и својата следна препорака. Значи, ограничување на екранизацијата, односно во заграда ставам телевизија и телефон, кој што постојано децата се во контакт и го објаснив токму зашто сето тоа настанува. Ако се навратам во минатото, ќе кажам дека ние не сме ги тогаш согледували, иако пак ќе кажам, не отстапуваме од светската инциденца. Буквално сме равни, бидејќи тоа е еден бран кој што се движи постојано и делува. Сепак земјата е една топка која што кружи, тој бран и постојано се случува на секој терен се едно те исто. Толку сме ние збогатени во денешно време со технологија што тоа е несопирливо и постојано имаме нови новитети во технологијата. Истото се случува и токму и во овој период како вистина тоа се ширил. И претходно, ако можеме да кажеме дека Америка или другите поразвиени општества биле на некој си повисоко ниво со делот на бомбардирањето со информации на тие деца, на тие мозочиња, сега ние се случува, сега кај нас се тоа случува веќе непрекинато, бидејќи дека се е овакво. Иста била инциденцата, но не сме обрнувале доволно внимание и не сме ја следеле таа проблематика во тој период. Нас, новото модерно време, епидемијата која што се случи нели од ковидот, асоциализацијата, затварањето на децата во еден сопствен свет, односно виртуелен свет. Ќе кажам дека тие се YouTube генерација, во некој од емисиите исто така спомнав дека и така ги крсти тоа се YouTube генерација кој што навистина слепо ги следат сите препораки што им ги дава тоа дигитално општество и тоа го прават, дали се тоа проблематични нешта, дали се тоа проблеми, дали се тоа некои несташлуци и така натаму, сето тоа навистина настанува и ние не отстапуваме од тоа. Но сега дојде до момент да навистина сето тоа на нас ни се потенцира и да не биде навистина показател дека и ние не отстапуваме за другите општества и дека навистина и тоа се случува кај нас. Каде е погубното? Кога родителите на некој начин ја бараат првата помош, еве ќе кажам конкретно околу ова, кога ќе видат дека нивното дете живее во сопствен свет, дека нема експресивен говор, односно не се изразува, или неговиот говор е сведен на многу минимален фонд на реченици, кога тоа дете јаде само одредени храни, кога тоа дете е сконцентрирано само и обсесивно кон неколку нешта, и ние ќе ги наречеме тие знаци на аутистичен спектар. Така. Тука веќе родителите побаруваат помош и се јавуваат пред се, ќе кажам, нели, првично можеби кај својот лекар, подоцна, нели, нормално по препораките на својот матичен лекар, ќе треба да се јават во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци при Здравствен дом Скопје, каде што навистина е институција која што работи многу децени наназад, ќе кажам, и дека е првенец во сето тоа и е успешен и како колектив и како тим, сепак ќе кажам дека тој тим содржи една цела палета од професионалци,
од кој тип ќе ви ги набројам сега во моментот за да знаат и нашите гледачи каде навистина да се обратат за не помош. лутат. Првично е педијатарот, кој што навистина го прави првичниот преглед, психијатарот, исто така имаме детска психијатрија со која што работиме, педагогот, логопедот, дефектологот, значи сите оние кои што навистина дури социјален работник, кои што сите учествуваат во еден вид на третман и детекција, вистинска детекција на правилната дијагноза на тоа дете. Односно, луѓето кои што ги даваат вистинските насоки за понатамошен третман на тоа дете или на тоа, како да кажеме, дете кое што е засегнато со одредена ваква проблематика. Тоа кога станува збор за аутизмот, а кога станува збор за психичкиот развој кај детето, кои се тие знаци кои што треба да посочат веќе од мала возраст, да речеме? Значи има деца кои што многу се, како да кажам, ајде размазени, сакаат се да добијат, па дури легнуваат на подот, плачат, значи дали во тие состојби треба да се реагира, да не се остави детето? Токму затоа реков и го оставив како дел, составен дел да ви го спомнам у целиот тим и психологот, детскиот психолог, кој што навистина заедно со психијатрот и одреден и целиот оној тим кој што работат на секој вид на проблематика. Така. Кога станува збор за тантруми, тоа дете кој што викате дека е размазено и дека ако не ми помогнете или не ми го подадете, тоа јас ќе го скршам лустерот или ќе направи беља. Секогаш се уцени. Или ќе се вметне во едно аголче од една од нашите соби, ќе направи, не знам, ќе почне да се мава самото себе, да се само повредува и така натаму. Тоа е веќе знак дека треба да се посети детски психолог? Дека треба да се посети детски психолог, кој што заедно во тимот со детскиот психијатар и педијатар и со целиот тим кој што работи нели во Заводот за ментално здравје, секако дека ќе му укажат првична помош, а подоцна и тоа ќе биде следено и сметам дека во 90% од навистина навремено појавени и пројавени случаи кои што се јавиле во заводот, тоа им е помогнато. Ние сега во моментот правиме една голема студија која што офаќа деца кои што се барем и со психолошка проблематика, покрај децата со аутизам, децата со проблеми во говорот, децата со проблеми во хиперактивниот раст и развој и децата кои што се од типот на успореност, ние баш буквално работиме со сите нив и кај сите е веќе вродено со плод. Можам да кажам дека една голема работа која што навистина сакам да ја кажам е дека навистина родителите се тие кои што навистина треба се заложат во таа заедничка борба. Затоа зашто нивното дете треба да успее. Тие се најважни впрочем. Тие се најважни впрочем и меѓусебните, како да кажам, разлики треба да ги надминат во тој период за да се помогне на сопственото дете. Јас ќе цитирам еден голем стручњак од мојата област во која што јас работам, кој што навистина на некој начин ми ги даде правците токму во овој случај кога и љубовта кон работењето со менталното здравје, каде што рече и никогаш нема да го заборавам тој збор дека подобро вие сега како родители да плачете отколку вашето дете кој ќе остаре да плаче. Токму така, да. Токму тука и го најдов тој елан и жар за да понатаму продолжам да го работам сето она кое станува збор со менталното здравје кај децата. Нормално, моите стремежи се буквално да на родителите со вистински правилен разговор, дискусија, меѓусебно разбирање и нормално сето она кое што може нели да го фати она моја препорака која што јас ќе ја дадам како стручно лице е да навистина се сплотат заеднички да му помогнат на своето дете заради тоа што и иднината на детето е побитна од се останато кое што нив следува живот. Бидејќи нивната иднина е врзана со самиот живот на нивното дете. Како ќе биде? За се оно што понатаму детето ќе пропушти во оној раст и развој, потоа ќе бидат виновни самите родители. И потоа веќе не може да се поправи, да се врати на времето. Тоа сакам да го кажам и јас и го споделувам сето ова вие што го рековте, дека навистина со време ако се реагира, со време се решаваат проблеми. Но заложбата на родителите треба да биде заедничка, односно на целото семејство кое што има такво дете со таква проблематика. Сега ме интересира, бидејќи говориме нели за растот кај децата, чисто ваше мислење, бидејќи често родителите денешни, кога веќе детето ќе наполни 3-4 години, и тогаш веќе сакаат да го како да кажам, да му дадат за задача повеќе активности. Го носат да учи на 5 години англиски јазик, го носат да плива, да вежба, значи некако ми се чини дека сакаат повеќе работи да
да му наметнат уште од мали нозе. Колку е тоа добро за едно дете всушност? Дали треба уште од мало толку обврски, задачи, учење на јазици, да се носи на балет, на музика, на така. Значи колку е тоа добро? Дали е можеби премногу уште од 4-5 годишна возраст да на толку работи се или активности се носи едно дете? Јас вака ќе кажам дека секој родител Можеби е добро, но дали е премногу? Секој родител така сака да неговото дете биде успешно, да биде дете кое што ќе биде афирмирано на вистински, дека ќе покаже успех, па тоа ќе биде радост, јас не би го нарекол гордост, него користам па да не е и премногу на своите родители, но ќе кажам една многу битна работа. За менталното здравје е правилен момент да секој родител го разбере во одредена возраст неговото дете како функционира. Односно, може би треба самото дете да се прашува, не некако насила да му се наметнува. Да ги следат неговите постапки, да го следат неговиот раст и развој и правилно само да го усмеруваат. Да го потикнуваат, да, но не да го форсираат. Тоа ми беше прашањето. Тоа значи, тоа означува еден вид на предвремено трошење на сето она што го поседува. Јас сум за тоа дека ние сите сме дадени од Бога и родени да можеме да имаме секој талент. Да. Тој талент треба да се надоградува. И многу други од тој талент да се произнесат и нови таленти кои што ние ќе ги надополнуваме, развиваме и ќе живееме. Сепак да се остави детето да си го проживее и детството на убав начин. Секој дете заслужува детство. Дете, да. Ние не сме општество кое што на вистина сето тоа го правиме тензично, но ќе кажеме една многу битна работа. Дека родителите можеби сакаат со тој момент да ги надополнат своите недостатоци и тука многу грешат. Да. Тоа дете во одреден временски период кој ќе почне да се токму осознава и развива и да ги открива своите желби и некои други потреби, токму тука ќе стагнира. Тука може да се случи таков еден вид на пресвртница кој што ние не сме свесни. Токму ние сме затоа тука. Затоа треба внимателно и овој прирачник. Ова секи им помогне во однос на сите овие одлуки што треба да ги донесат. Ова дело кое што е создадено на вистина е создадено можеби многу и порано, но кај нас за прв пат, каде што токму и сето она што ќе го прочитаат внатре и ќе го видат со илустрации, со се, е токму еден вид на показател што на вистина нивното дете во одредена возраст, дали станува збор за месец, дали станува збор за година, има потреба и што ќе прави, што треба да прави. Ништо не треба над тоа. Значи да, доколку има одреден талент, има одредена, да кажеме, желба да го постигнува, да не го форсираме, него нека го даде својот максимум и да се убеди дека навистина натаму понатаму не може да продолжи без наша помош во одреден временски период. Ние сите сакаме нашите деца да се самостојни, но ти доколку го воспиташ дека треба цело време ти да си тој кој што ќе го притискаш и да го тоа му правиш само контрауслуга. Значи ние ако викаме цело време не можеш ти без мене, исто правиме контрауслуга. Така, нели му создаваме еден вид на зависност од нас. Сигурно, ама тоа е еден вид на несигурност. Тој кој ќе го оставиме во реалниот свет нема да може да се снајде. Значи токму ние навистина треба да го избереме вистинскиот модалитет, вистинската формула ја ќе се израза. Како треба сето тоа да биде дозирано и како сето тоа да биде навремено поставено. А тоа токму тука го има во овој сега сакав тоа да го кажам, значи има толку за емоционалните тешкоти. Се, апсолутно. Значи буквално стварно многу работи кои што и како ќе им користат на младите родители, каде можат само да најдат книгата, ќе кажам, книгата можат да ја најдат во книжарата Авогадос, на која што се наоѓа при правниот факултет. А има и телефонски број, нели буквално и режијата ќе го објави телефонскиот број каде што можат сите заинтересирани да си ја порачат и книгата онлайн. Сега во поново време веќе ќе има и на книга.мк, односно наму кај што може да ја најдат, баш токму по тоа име, а и нормално контакт лицата, јас ќе оставам контакт во вашата редакција за да може да кога ќе се репризира емисијата, ако некој се интересира, ќе може да му дадеме број. Тука сме некаде на крајот, некако брзо ми помина времето, говорејќи за книгата, а сакав да ве прашам и за она телемедицина која што нели ја говоревме уште на почетокот на годинава, како одат работите се за децата, значи онлайн
Јас ќе видам кратко кога станува збор консултации и услуги. Како и уште тогаш го најавивме како еден вид на новитет кој што во нашата држава навистина имаме потреба од такво нешто. Сведоци сме дека се помал е бројот на професионалци кои што работат навистина е медицината, па ќе кажам од тој аспект, и кои што навистина се посветени лекари. Се доведовме до момент на комерциализација на целата наша севкупна работа, не гледајќи ги одредените моменти кои што навистина се за совети за потреба. Но ќе кажам дека со телемедицината се постигнува за краток временски период многу голем ефект. Значи, самиот пациент кој ќе се појави за консултација, ќе ги добие за кратко време, во точно временски одреден период, сите информации кои се неопходни за да може брзо да делува. Дали тоа ќе биде дури и препишано лекарство, дали тоа ќе биде и онлайн преглед на сето тоа. Барем се знае дека навистина ќе добие вистински совет од вистински професионалци, докажани во својата долгогодишна струка. Така, кажавме дека има од сите специјалности, не е само за децата. Педиатријата е офатена, дерматовенерологијата, физијатријата, гинекологијата. Значи и сето она, дури и менталното здравје, поготово кај деца кои станува за збор, кое што јас пак ќе се навратам дека успешно се работи и постојано се работи на таа тематика. Јас сум достапен и онака 24 часа за сите баш буквално луѓе од нашава држава, но пак ќе кажам дека навистина телемедицината е едно ново поле, еден нов тип на вистинска превентивна заштита пред се, но и на навистинска, да кажеме, помош која што може да ја најдат во 24 часа. Веќе функционирате од крајот на минатата година. За сите оние кои што нели не следат, а првпат слушаат дека постои вакво нешто, значи треба да го посетат сајтот сезадецата.мк и таму можат нели да си закажат онлайн разговор со специјалисти, консултации за се што им треба во однос на секој оној проблем кој што го има, така кажавме, значи тука опфаќа за децата, за психологија, физијатрија, дерматовенерологија и гинекологија, за кои што се одговорни доктори кои што се докажани специјалисти и цел тим работи на ова проблематика и нели ви стојат на располагање на оваа страна сезадецата.мк, уште еднаш ќе потенцирам. Докторе, што е нешто следно што планирате, ќе не изненадите ли можеби со уште нешто, еве некое вакво издание, можеби со некој потесен, како да кажам, некој сегмент од педиатријата или што ви се плановите за овиднина? Јас никогаш нема да престанам да делувам во својата област. Заложбата и максимата се за децата е мојот животен пат и мојот животна заложба. Животната сторија, можеби сум ја раскажал, можеби не. Така, за вашето синче. Така, каде што навистина продолжувам и понатаму и за другите деца да допринесеме како да го пребродат тој период и како да се изборат со сите неприлики кои што ќе следуваат. И понатаму ќе се создаваат нови дела, само можам да кажам некако увод во нешто, но ова веќе наредната плејада, односно наредното издание на наредната книга што ќе биде од областа на сето она што е сработено во овој период кој што измина во моето делување како педијатар. Тоа е 7-годишното. Тоа е 7-годишното делување, каде што навистина една етапа за окружувате. Да, една етапа за окружувам, каде што почнувам нова етапа од наредни 7 години. Така, знаете дека на 7 години се одвива една етапа. Така, токму тогаш ги обновуваме и своите лиценци на некој начин, но тука ќе биде нешто што навистина ќе ги интригира сите родители буквално за да се насочат, за да веруваат во нешто што следи, тоест модерната медицина, каде што навистина таква насока и во понатамошниот период како што имаме недостаток на лекари се појавува веќе белата чума, да ја наречеме недостатокот на белите мантили, за жал. Ние тие кои што сме останати ќе се заложиме на некој начин да го поднесеме на свој плеќи баш буквално и тој терет кој што ни останува нели поради таа бела чума и одливот на белите мантили кој што за жал се е вистина и реалност. И токму така ќе се насочиме да оваа мала држава на вистина делува правилно со модерниот тек и фаќа буквално чекор со модерната медицина.
така да и наредното дело ќе биде од областа на модерната медицина, каде во делот на педиатријата нормално, како и што ќе треба понатаму да се случува во периодот кој што ни следува. И како за крај, бидејќи родителите се таа прва алка која што нели понатаму ги насочува децата нели за еве и кога треба да се одвојат и кога ќе станат полнолетни, па нели одат децата по можеби надвор да студираат, да ги осамостојат, меѓутоа тие се тие први кои што треба детето навистина да му возможат правилен раст и развој. Би сакала вака како за крај неколку совети до сите оние млади родители кои што треба допрва да станат и кои што се во моментов. Што е тоа најважно во овој пат, освен нели да си ја земат секако книгата, значи обавезно, нешто што навистина многу ќе им користи. Што е тоа што еве некои насоки што би им ги дале за да нели бидат успешни родители и да одгледаат едно здраво психичко и физичко дете. Како прво еве ќе кажам токму освен така како што посочив да си ја има. Едната книга ќе ја подарам на вас. Благодарам. Како водител. Благодарам. Секој дека ќе ви треба и за понатаму. Така. И за иднината ваша. Здравје Боже за некој внуче му е. Така, едната книга ќе ја подариме на некој од вашите гледачи кои што ќе се јават и така натаму. Ќе кажам дека вистинскиот совет е да родителите навистина ги сакаат своите деца, да им обрнуваат вистинско внимание, да оној момент кога ќе почувствуваат било каков проблем дека се јавува кај нив, навистина да се јават кај својот лекар. Так. Значи да појдат за да навремено им се укаже прва помош на тие деца. Зашто? Многу долго ова општество наше говори околу темата на превентивата. Но никако тоа да заживе. Да се направи превентива. Него ние некако чекаме да сето тоа на некој начин у наводници да се случи нешто па потоа да превенираме, да превенираме место обратно. Но ќе апелирам и до матичните лекари и оние кои што навистина ги водат, поготово децата кога станува збор за децата, да со време ги организираат своите распореди, своите здравствени картони и да се прават буквално систематски прегледи и на децата, како што било порано и во давнешна Југославија, можеме јас како тоа време кога сум растел и сум се развивал, да у одреден временски период покрај оние редовните систематски прегледи на децата, да и матичните лекари кои што се грижат за децата воведат еден нов правец, еве давам само како идеја и како насока да навистина ги прегледуваат своите пациенти за да знаат што им се случува. Токму и овој прирачник, еве да кажем на некој начин ова развојна патека, може да им биде и насока и на лекарите, на сите специјалисти или да си го имаат и тие, зашто да не. Точно во одредена возраст, бидејќи овдека ние не измислуваме на некој начин, ќе се изразам малку разговорно, топла вода, овдека е сето она што е сублимирано со децении и децении уназад и можеби со столетија знаења кои што се сублимирани во една ваква книга, каде што навистина ние треба да погледнеме што треба навистина да следиме кога одредено дете во одредена возраст. Ние читаме, учиме додека сме живи како лекари коси. Но навистина требаме да си имаме еден вид на аларм и ремајндер во своите глави. Веќе ако сме се насочиле да работиме со децата, дека навистина треба да им се посветиме на децата. Да не биде тоа заради економски интерес или за некој си индивидуален интерес, туку токму да се насочиме кон нивното здравје. Само така, ако децата се здрави и ние правилно ќе имаме и ќе развиваме едно здраво општество, бидејќи иднината е навистина во нив. Тоа е она се за децата. Така, да. Доктор Ангелча, ви благодарам за денешното гостување. Навистина имавме еден убав разговор, многу убави информации доставивме до нашите гледачи. Ви посакувам, нели како и досега што сето ова го работите навистина со многу љубов и посветеност, се со цел нели за да имаме здрави деца и психички и физички, како што потенциравте, бидејќи нели ова книга го содржи и едното и другото. Ви посакувам уште многу успех понатаму, сето она што ќе го посакате да го направите, да го постигнете и секако да бидете достапен за децата 24/7 секогаш за да им помогнете за сето она што сте им потребни како матичен лекар. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам на поканата, ќе ви се заблагодарам за презентацијата што ја направивме и денеска. Навистина и така ќе продолжам. Еве вие како медиум може буквално нели на секој можен начин да ги најдете и моите нели совети корисни и да им ги презентирате на вашите гледачи, на вашиот публикум постојано и целосно, а јас стојам и во располагање на секој граѓанин во оваа држава. Така, ви благодарам уште еднаш.
Почитувани гледачи, еве тука го завршувам ова издание со тоа што ќе ви посочам задолжително да си го купите ова издание Развојна патека на децата за сите идни родители, за сите млади родители, бидејќи во оваа книга е содржано се што треба за едно дете од 0 месеци до 7 години. Како детето да има правилен раст и развој. Кажавме дека може да се најде книгата на Правниот факултет во книжарницата Авогадос. Авогадос, за сите оние кои што не следат и кои што ќе ги следат репризните изданија, слободно може да се јават во нашата телевизија, ќе добијат и број каде да се обратат. Благодарам за вашето внимание. Се надевам дека имавме убав разговор, дека го задржавме вашето внимание. Останете во добро расположение, грижете се за вашето здравје, за вашите деца, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.